Добра вечер, почитувани гледачи. Јас сум Драган Милосављевиќ, а вие следите емисијата Заспи ако можеш. Вечерва мој и ваш гостин е вице-премиерот и министер за транспорт господинот Александар Николовски. Добра вечер. Добра вечер, благодарам на поканата и поздрав на сите што не гледат. Имаме две добри вести, ако воопшто може да се зборува за добри вести овие денови, и ако овие се добри, малиот Јован, младиот Јован, оној херој кој што спаси 21 дете, од трагедијата од пожарот во Кочани се врати дома, навистина беше пречекан убаво од неговите соученици и еден од пациентите од странство, чинам од Белград исто така, конечно се врати во земјата. Најавата е дека ќе се вратат и други наскоро. Лошото е што некои имаат влошена здравствена состојба, но им држиме палци што се вели да успеат да издржат и да ги надминат сите проблеми со кои што се соочуваат и сите да се вратат безбедно дома. Но, господине вице-премиер, Христијан Мицкоски, премиерот, по трагедијата во Кочани, обзнани нешто што јас го скратко го нарекуваме да се биде или не. Значи, војна со криминалот, војна со корупцијата, војна со се она што значи неселективност, она што значи селективност, поточно се извинувам, она што значи врски и линкови, она што значи злоупотреба на функции, служба и така натаму, обврска која е голема и страшно обврзувачка. Така е. Ние секако имавме донесено многу јасна одлука дека на криминалот треба да се удари во чело. Тоа беше едно од нашите три клучни изборни ветувања и почнавме да го реализираме веднаш после изборите. Се зафативме со решавање на бројни мафии, да го подсетиме градов, да ги подсетиме луѓето дека во градов во Скопје до изборите минатата година убиства се случуваја секој викенд. Криминални банди се пресметуваа помеѓу себе. Сега сите тие криминални банди се веќе во затвор. Да не зборувам дека јас лично за тоа и сум зборувал многу, кокаин имаше на секој ќош, сега скоро и да нема дрога во главниот ред. Така што ударивме прво на уличната мафија. Потоа ударивме на правосудната мафија. Да подсетам дека прв пат во историјата на Македонија беше жив фатен за мито, за корупција, судија и обвинител. И тие одговараат за таа работа. После тој дојде оваа мазут мафија, односно оние кои што го трујат македонскиот народ со внесување на неквалитетно гориво, но и спорните тендери во ТЕЦ Неготино, за кои што кај вас, впрочем, токму во оваа емисија јас многу сум зборувал во рамки на опозиционите денови. Исто и премиерот зборуваше кога беше во времето кога бевме во опозиција. Понатака следуваа уште бројни случаи кои што се отвараат, да не зборуваме за злоупотребите во Созара, да не зборуваме за злоупотребите во затворите кои што исто така се отворија, енергетската мафија, рекбитола, се отворија неколку случаи. И сега доаѓа, можеби најтешката битка, тоа е битката со административната мафија, како што ја нарекуваме, односно битката со корупцијата, која што е широко вгнездена и распространета во одредени слоеви на јавната администрација. Таа корупција на прв поглед изгледа ситно и мала, но таа корупција го уништува македонското општество и македонската држава. И затоа мора да удриме во чело на таа корупција и тоа го правиме. Гледате дека нема сектор кој што не се контролира, нема област во која што не се прават контроли и тоа и ќе продолжи. Нема да е само еднократна акција. Ова е клучното, затоа што многумина се плашат и некои сакаат да анализираат дека ова ќе биде само привремен чекор за да се, како се вели тоа, да се намалат страстите на општеството. Но тоа би било погубно целосно. Па еве јас се дам пример од покрај вице-премиер сум и министер за транспортот, потесниот дел на мојата функција од Министерството за транспорт. Не само што зедовме 479 лиценци во делот на урбанистичкото планирање и градење, туку и денеска на владината седница поминаа 7 измени на закони, кои што се надевам во најбрзо можно време уште следната недела ќе поминат и во собранието, со кои што овие контроли стануваат обврзни, најмалце 2 пати годишно, но најмалце на секои 6 месеци, а секако
може и почесто, и многу битно, жалбата нема да го одлага извршувањето. Тоа што во сегашниот систем тие контроли воопшто не се предвидени, ние ова што го направивме практично направиме на добра волја, а доколку се одзема лиценца, тогаш треба да се чека одлука на управниот суд, па после тоа да стане правосилно решението, ние велиме не, веднаш станува правосилно. И наша цел не е да казнуваме, наша цел е да ги натераме оние кои што доброволно, например, во случајов побарале лиценца, никој не ги тера да прават тоа, да го поштуваат законот според кој што истото го направиле и побарале. И ако можеле да ги исполнуваат законските услови на денот на поднесување на барање, мора да ги исполнуваат и во текот на целокупното сопствено работење. И затоа планираме ова да е една континуирана акција пред се на подобрување на општеството. Наша цел е да се подобрува општеството и да се поштуваат законите. Не е наша цел да казнуваме. Казната доаѓа како превентивна мерка, како поука да не се случуваат неправилности и незаконитости. Мене искрено не ми е јасно денес, како гледам цел ден тоа и по вестите и овде и на другите медиуми, велите дека одредени фирми, компании сеедно ги исполнуваат законските одредби за добивање на лиценца во моментот кога ја добиваат, а потоа едноставно не се секирале за што понатаму. Ова е просто несфатливо, како значи само проформа се завршувала работа, дури и кај тие што исполнувале услови, а да не зборуваме за тие што воопшто не исполнуваат услови. Деве, ќе ви дадаме пример. Например, изведувачи на градби од А категорија, тоа се врвни државни објекти, енергетски објекти, автопати, клинички центри. Они што се суштински, апсолутно. Да, брани и така натака. Потребно е да фирмата има најмалце 20 вработени, најмалце 3 инженери, од кои што најмалце 2 со А лиценца. По мене и овие критериуми се слаби, размислуваме и дали да ги зголемиме, но тоа е законот кој што е во моментов, наследен од претходната владеачка гарнитура. Согласно тој закон, поднесувале барања за лиценци за А категорија и добивале. И откако ќе добијат лиценцата, ги отпуштаат дел од вработените. Веќе немаат 20 вработени или немаат 3 инженери од кои што 2 со А лиценца. Утре ќе имаме состанок со комората на овластени архитекти и инженери, каде што и со нив сериозно планираме да поразговараме на темава. Така што тука го гледате духот на манипулација, духот на потреба да се изигруваат законите заради неказнивоста која што постоеше. И ако видите дека вкупно се одземени 479 лиценци, а процесот продолжува, веројатно ние ќе имаме над 500 затоа што сега се прават втор тип на проверки, тоа гледате дека тоа било систем. Да беа 5 или 10, ти мислите дека е случајност. Но на 500 сваќате дека е систем и дека веројатно разговорот помеѓу нив бил ајде да ја земам ја лиценцата, про форма тоа што треба да исполнам и од рента ќе терам како што мислам. И од ќе терам како што мислам, се случи ова што се случи во Кочани. За жал. Добро, велите дека е систем, се согласувам. А меѓутоа постои државен систем кој треба да се соочи со овој криминален, коруптивен систем. Клучниот проблем затоа што механизмите на контрола не биле предвидени. Например, контролите кои што ние ги правиме во рамки на Министерството за транспорт не се предвидени во ниеден закон. Како не се предвидени? Така нема, не знам дека ова што го правиме ние незаконски, но би рекол дека не е ни стриктно пропишано. Ако правите добро, ако не... Така. Никаде во законот не пишува дека треба да направите, никаде не пишува ни дека не треба да го направите. Има таму вели доколку субјектот престане да ги исполнува условите под кои што му е дадена лиценцата се одзема, но не вели во кој рок тоа треба да го контролира Министерството и на кој начин треба да го контролира. И затоа ние на добра волја се организиравме, да се заблагодарам на вработените во Министерството за транспорт, работеа цел викенд. Се организиравме со вработените, направивме еден систем на контрола и согласно тој систем на контрола ги одземаме лиценците, но да не ја добијав јас оваа идеја или да не седнев со вработените да ова го договориме или да имавме други приоритети, тоаш немаше да се направи контролата и овие скоро 500 ќе продолжаа да работат без лиценци. Односно со лиценци кои што ги имаат на хартија, но не ги исполнуваат во пракса. И тука гледате дека оној систем
check and balances, значи на контрола и на баланс, во нашиот систем не постои. А тоа е клучот за функционирање на еден добро уреден, функционален демократски систем, да има цело време контрола и на тој начин да се постигнува балансот. Во нашиот случај, досега, како држава, во изминативе 34-5 години независност, а јас мислам дека проблемов е почнал некаде од таму крајот на 70-тите, почетокот на 80-тите, уште од претходната држава, оставено е на два модели. Едниот модел е кој се снајде, вториот модел е совеста и добрата волја на оние кои што работат или на компаниите. Всушност, една од најпознатите изреки помеѓу нашиот народ е дека треба да те бива да се снајдеш. Од тоа да се снајдеш стигаме до 59 жртви, кои што за жал се случија во Кочани. Да. Од тоа јас имам пријател, јас познавам човек, на комшивката братучедот работи во тоа министерство. Одредениот? На кумашинот братот работи во другата институција. Секој преку некој. Да сме објективни, здравствениот систем одговори навистина добро. И сакам да честитам на здравствените работници. Да имате 200 повредени и да успеете сите да ги згрижите, на многу поголеми здравствени системи од нашиот не му успева, и да не изгубите ни еден човечки живот. На крај, тука е и факторот среќа, но генерално треба организација. Но овие што не гледаат, нека размислат дали кога имаат потреба здравствена услуга, вртат на некој што го познаваат да влезат преку ред или чекаат. Најчесто вртат да влезат преку ред. И кога сите ќе се најмалце поеднаш кај некој што го познаваат да влезат преку ред, тоаш нема систем. И тоаш настанува хаос. Кога ќе отидат во болницата, веројатно од 10 луѓе кои што чекаат таму, 9 се јавиле. И тогаш е нередот, тогаш е хаосот. И некако менталитетот е правилата важат се додека не стигнат до тебе. Не се однесуваат на вас лично. Да. Еве, например, денес јас прва реакција која што ја добив за одземањето на лиценција, дека ова ќе го погодело бизнисот. Тоа ќе беше моето следно прашање, сами одговор. Погодело на економската благосостојба на дел граѓани, па се дадел преоден период. Значи, истите кои што до вчера ме повикуваа да го спроведувам законот, денеска веќе ми велат види, размисли, да даеме преоден период. Нема преоден период со законите. Или е така, или не е така. Така што малце треба и сите самите да се погледнеме пред да ги гледаме другите и да сватиме дека не е државата некоја имагинарна категорија, некое невидливо суштество кое што на сите ги решава проблемите, а ние не треба правиме ништо и сите може да не го поштуваме законот и се да биде во ред. А поштување на закон е основното и нема мало или големо непоштување на закон. Јас мислам дека суштината на изворот на трагедијата во Кочани е можеби над 100 стотици непочитувања на закон мали. И кога се случувале тие непочитувања на закон, секој кој што не го почитувал законот мислел дека е тоа мало и не влие. Но кога ќе ги ставите вие во еден куп, тоа што настанува ова што настанува, тоа е како капка по капка да ја полните чашата, водата ќе се прелие во еден момент. Некој замижал во МВР и потпишал дека таму има место за паркинг, нема. Некој во општината не укажал дека тоа е Г2 лесна незагадувачка индустрија, а не Б4 деловен објект. Некој зел мито за лиценца. Некој пуштил повеќе од што треба. Некој пуштил малолетници. И се е така некој по нешто. И на крај се случи тоа што се случи. Тоа што се случи. Инспекција има насекаде, тоа е видливо. Државата се организира, се апсат овие што се на ваков или онаков начин инволвирани во случајот, меѓутоа повторно
се зборува за некаква селективност, се извинувам, односно, иако и премиерот неколку пати рече, од каде сакаш биди, впрочем тој го видовме. Меѓу апсените има луѓе кои што се апсолутно припадници на актуелната гарнитура. Не поминува, видов дека сега само денес пратили некое соопштение, но тоа едноставно не лепи, имајќи предвид дека јасно е како се тера работата и на кај оди. И мислам дека тоа е едно од најпогрешните тези која што може да се пласира во јавност. Но, политички за вас, сега човек мора да ги разгледува работите од повеќе аспекти. Политички за вас е ова ризично. Ако издржите до крај, претпоставам дека тоа ќе донесе бенефит за сите, па и за вас. Меѓутоа, во вакви околности, од една страна кога ќе тргнете и против своите, ако се виновни, се разбира, губите. Барем кај тие, нема да речем гласови, меѓутоа сепак нешто. Од друга страна, ако инсистирате до крај, како што треба да се инсистира, одземање лиценци по секоја цена, затварање тамо каде што нема, и навистина може теоретски да се направи проблем во бизнисот или не знам што, и тамо ризикувате, значи имате двоен ризик со кој што треба да се соочите, кој што на краток рок може да ви одземе гласови. Ова нека звучи како сакате, меѓутоа е возможно да се размислува за него. Апсолутно се слагам. Видете, ние на власт не била вечна, нема да е ни нашата. И никој не владело вечно. Прашањето е што ќе оставите кога ќе заминете. Ние решивме да градиме систем. Може би ќе успееме, може би не. Никој не е видовит да предвиди што ќе донесе днината, но ако ја следиме оваа траекторија која што сега ја фативме, мислам дека ќе успееме. Ако успееме да изградиме систем кој што ќе е фундамент, основа на идниот развој на државата и ќе воспостави еден праг под кој што нема да може да се оди, тоаш мислам дека апсолутно успешен мандат или мандати, зависно колку подршка ќе добиеме од граѓаните, ќе имаме. Почнеме ли да калкулираме, пак ќе се мандати или мандати, но наследството мислам дека ќе е многу лошо. Имало државници во Европа кои што владееле долго, а не оставиле голема трага позади себе, дури и се критикувани сега. Зборувам за демократски држави. Имало такви кои што владееле пократко, а нивниот печат се уште е траен во рамки на државите со кои што раководеле, пак ако сакате, и во рамки на самата Европа. Така што не е небитно на кој начин ќе ги поставите работите и на кој начин ќе заминете после тоа и што ќе оставите позади себе. Ние решивме да оставиме систем и тој систем мислам дека генерациите кои што ќе дојдат после нас ќе го почитуваат и ќе сеќаваат дека во едно време се поставил тој систем кој што донесол поквалитетно општество, поквалитетно здравство, поквалитетно образование, социјална грижа, правна држава, функционална правна држава, што е многу значено, демократско, толерантно општество, и тоа е нашата цел на крајот на денот. Морам да ја прашам околу етничкиот момент, иако и ова на мене ми делува како една излитана тема, меѓутоа нема бегање од неа. Беше уапсен, притворен порнешниот министер за економија, господинот Бектеши, денеска е притворен господинот Рустеми, исто така е од ДУИ. Она што доаѓа од таа страна е веднаш пораката дека ова е некаква етничка пресметка во ситуација кога 30-40 луѓе се уапсени, албанци се колку, 1, 2, 3, не е важно, меѓутоа веднаш се пружа прстот дека некој се обидува етнички да се пресметува. Во ваква ситуација не можам да се согласам со таа теза, затоа што етничка пресметка има само кога се апсат албанци, кога се апсат македонци, што е тоа? Тоа не е етничка пресметка. Пишано им е на македонците да бидат апсени, по правило се апсат македонци, начело им пишува дека само македонци треба да бидат апсени. Кај е таа граница каде што почнува или завршува етничката господине министер, после 20 години неказнивост, мене ми е природно некој да мисли дека е така. Тоа е клучот, апсолутно. Клучот е тоа што ДУИ, како политичка партија, мислеше дека прво ќе се вечни на власт и второ нема одговара за ништо. Тие беа толку убедени во себе што тие мислеа дека ќе се дели од оваа влада. Тие дури по парламентарните избори
мислеа дека ние манипулираме со јавноста кога велевме дека Дујич оди во опозиција. Ние имавме 3 крупни ветувања на изборите. Дека нема да направиме уставни измени под бугарски диктат, дека Дујич оди во опозиција и дека ќе удриме во чело на криминалот и корупцијата. И трите ги реализираме. Дуи мислеше дека сме како нив, дека едно зборуваме на избори, друго правиме после тоа, дека ќе го излажеме народот, дека со нив ќе направиме влада. Еве видовте дека не направивме со нив влада. И тие се уште не можат да се освестат што им се случува, као што не можат да сватат дека некој кој што правил криминал треба да одговара. Што во нивниот систем до сега никој не одговарал. Сега еве одговараат. Дали е тоа коцкарската мафија, каде што Артан Груби избега, ма не може да бега вечно. Дали е тоа злоупотребата во јавното претпријатие за државни патишта, за која што јас да ве потсетам, јас лично зборував трет ден кога станав министер. Во недела кон понеделник бев избран и јас во среда излегов на пресконференција, презентирав факти во однос на работењето на јавното претпријатие за државни патишта, како и во однос на работењето на Македонски железници, инфраструктура и транспорт. Така што јас не сум изненаден. Јас во собрание зборував дека 3 пати е поместувана трасата на автопатот Скопје-Блаце со цел да може да се изврши експропријација над луѓе кои што го купили имото за џабе, а сакаат да го наплатат скапо. Со имиња презимиња јас излегов како имало движење на имот. И тоа не е затоа што е некој албанец или македонец, туку затоа што има таму очигледен криминал. Затоа што е прекршен закон. Нормално е, се има презумпција невиност, да видиме дали тоа пред суд ќе се докаже, но еве да речеме има индиции за криминал. И нема тука никаква етничка пресметка или никаква етничка порака. Тоа се подразбира, меѓутоа тука има ќе само инсистира... јасна волја да се расчисти со криминалот и корупцијата. Меѓу лиценците кои што се одземени има, ако не се лажам, и на луѓе кои што добива милионски тендери, меѓу нив и така барем видов на вести и една на внукот на Али Ахмети. Уште една причина за етничка Видете, пресметка. јас пред мене ги имам списоците на 479 лиценци. Мене не ми значат ништо, затоа што ако го видите списокот кој што го објавивме, ќе видите дека таму собственици нема. Вака ми е и на мене доставен. Ги има само имињата на компаниите. Да. И сега, например, имаме, еве, по случаен избор, трговско друштво за проектирање, внатрешно уредување, инженерски услуги, Аркус проект ДОО Прилеп. Мене ова ништо не ми значи. Град, фирма. Тоа е тоа. Не знам. Урбан ГИС Куманово, Урбан ДОО Штип, или еве по случаен избор, Болград Струга ДОО, Делта Пром, Велес. Нити гледам овдека собственик, нити ме интересира, нити па ако го знам собственикот би интервенирал. Јас ги оставив службите ова да го сработат, како ми го дадоа, така ја го презентирав во јавност. Така што, а иначе точно е дека има и видни компании тука и познати компании кои што не опоштувале законот и истите исто така ќе останат без лиценца. Кој што претходно априори беа заштитени. Не опоштувале законот, да, апсолутно. Еве само за А категорија, што за мене е страшно, имајќи предвид дека тоа треба да се најдобрите компании во држава, 73 компании ќе изгубат лиценцата. Тоа е за мене огромна бројка. Се разбира дека е. Добро, угостителите исто така се најдоа во ситуација да мора да ги средат работите, да определат минимум услови, односно да обезбедат во своите компании. Некој зборуваше за некаков мораториум во кој што ќе им се даде некаква шанса. Кај вас е слична ситуацијата, навистина при ваков обемен, голем чекор, постои ризик кај добар дел од населението кое што е поврзано на ваков или онаков начин со нив, да дојде до некакво незадоволство. Некој вели келнерите ќе мора да работат. Па ќе мора. А угостителите, ако се најдат во ситуација во огромен број да затворат, па не можам, го разбирате за ризикот. Го слушам тоа. Не можам да се согласам дека закон треба да се крши и луѓе да умираат, за на тој начин некој да се богати и заработува и делот тоа да го дава како плата. Прво, мислам дека самиот пазар покажува кој е квалитетен, кој е неквалитетен, но тоа е втор чекор.
Прв чекор е дали оние кои што настапуваат на пазарот го поштуваат законот. Не можете вие да се надпреварувате ако не опоштувате закон. Не можете да одите на втор чекор ако првиот него не го поштувате. И не можете вие да го кршите законот со образложение дека работат луѓе кај вас. Па ако одиме така, некој ќе рече банализираш, не банализирам, криминал е криминал. И овие дрога кои што продаваат, луѓе работат за нив, така? Така е. И сега ние што треба да им прогледуваме низ прсти? Да не ги без лепо овие што работат за нив. Точно, како што прегледуваше претходната власт, кога се продаваше кокаин на секој ќош, стана кокаинот поевтин од една поскапа пијачка да се купи во кафич, и ние што требаше да речеме? Таму сега работат луѓе, да не изгубат заработувачката. Истото е. Пак велам, ти речам не исто. Не, исто е. Кршењето на закон е кршење на закон. Нема големо и мало кршење на закон, затоа што така наречените мали кршења на закон доведоа до ова што се случи во Кочани. Секој од тие кои што го кршеле законот мислел дека е тоа малци, нема влие. Ама како што кажав, многу капки во чашата се прели. И се случи тоа што се случи, за жал. Да. Уште еден ризичен чекор направивте, може и малку во поинаква смисла. Запрана е постапката за разрешување на обвинителот Коцевски. Факт е дека тој беше критикуван од ваша страна, не мислам само од вас, туку генерално од владата за многу нешта, почна постапка против него, практично се зборуваше за денови. Кога тој ќе биде разречен, стана известно. Меѓутоа, ова трагедија едноставно некако ја стави таа ситуација ад акта, затоа што некој мора да го работи ова што го работи. Сега малку се наоѓате во една специфична ситуација. Од една страна му давате шанса на човек кој што жестоко го критикувате и не сметате дека завршил својата работа. Од друга страна тој ако е паметен и мудар ќе даде се од себе на крајот, што се вели на кариерата, да го направи тоа што мора да го направи, но повторно останува ризикот. Видете, довербата во правосудството во Македонија, судството и обвинителството заедно е 2%. И не е случајно што е 2%. Народот нема доверба. Во исто време се случи трагедија каква што се случи. И мислам дека би било политички неодговорно од наша страна да ние сега заборавиме на трагедијата, да се стопира истрагата и да се занимаваме следни месец и пол-два со избор на обвинител. Мислам дека тука најстрикни дуи ќе бидат и овие кои што сакаат да се забошоти истрагата и одговорност. Мислам дека и тука направивме неочекуван потек. Овие кои што не подценуваат тоа го очекуваа. Ние велиме не. Нашето мислење стои, но дајте ние сега да се насочиме на ова на што треба да се насочиме, а тоа е дајте да имаме брза истрага која што ќе ги донесе виновниците пред очите на јавност. И тоа мислам дека е одговорен пристап, затоа што првиот ден веќе почнеа да се повикуваат на информативни разговори или народски кажано да се апсат тие кои што се потенцијални виновници. И многу регионални медиуми го забележаа тоа. Медиуми од Србија, медиуми од Црна Гора, медиуми од Грција, медиуми од Хрватска пишуваа за разликата во пристапот помеѓу Македонија и останати држави во регионот на слични ситуации или трагедии. Ако сакате, тоа е разликата помеѓу оваа власт и претходни власти. Македонија не знае за одговорност претходно. Имаме пежоративни изрази од типот дека полицајката нели сама се удрила во пајакот или дека кабелот е крив. Тие народот со тешка мака и со иронија ги изговара. Но стана нормално. Бивајќи свесен дека се забошотувала истрагата и правдата. Ние напротив дадовме одврзани раце на обвинителството да си ја врши својата работа и нормално Министерството за внатрешни работи во рамки на надлежностите да им помага во тој дел. И тоа е разликата помеѓу нас и останати држави, тоа е разликата помеѓу ова владење на ВМРО-ДПМН и сите претходни политички гарнитури и нешто што мислам дека ќе остане забележано за генерациите кои што доаѓаат. Добро, не знам колку смеете да зборувате вие сте во другата власт. Задоволни ли сте, вака можеби, па персонално ќе прашам, од тоа што досега е сработено од обвинителството? Ако сакате и како човек да ви одговорам, да, мислам дека прават добра работа.
Прво, трагедијата беше огромен шок за сите нас, треба сме свесни за таа работа. Да веќе во истиот ден се спојуваат коцките во мозаикот, мислам дека е за поздравување, за честитка. И самото тоа што широк обем фати целата работа, се гледа широко, по мене се гледа како што треба да се гледа. Се зборувам и како правник, не само како политичар. Се гледа низ една призма на не само наоѓање на виновниците, туку обид да не се повтори истото година, односно да се направи систем. Мислам дека коректно, добро се тера целата работа. Уште едно важно прашање. Одговорноста на виновниците, директни виновници, индиректни виновници, ќе има, очигледно, се надеваме, во тој правец оди, меѓутоа порано или подоцна сите ќе зборуваат и за политичка одговорност. Да, ако било кој цени дека има политичка одговорност, ние сме спремни да разговараме. Јас ќе кажам мојот став. Мислам дека секогаш е добро да се разговара за политичка одговорност, но не смееме да заборавиме два факти. Првиот е дека се работи за приватен објект, не за државен објект. И второто, дека оваа влада на ВМРО ДПМН Евлени и знам е 7-8 месеци од својот мандат. Паралелата со Србија малку и не стои, со оглед на таму. Малку повеќе не стои. Таму се 13 години. И едно тоа, и второ, имаше таму след на несретни настани и се работи за државен објект, граден со државни пари. Да, за железничка станица, апсолутно. Да, договор направен со друга држава, надзор, изведба и така натака под контрола на државата. Комплетно друга ситуација, неспоредлива. Иако некои дури во соседната држава, дури од владеачката, можеби гарнитура таму сакаат да направат аналогија, но јас аналогијата не ја гледам, тоа што се работи за два различни случаи. Не знам, има некои споредби со нешто што се случувало во Бразил, ако не се лажам. Имало тама некаква голема несреќа во дискотека. Тоа е можеби нешто што може да се направи споредба. Но овдека не гледам како би можело ова да се споредува со Нови Сад. И сега уште едно прашање во тој правец. Мислам дека и премиерот денеска одговараше на тоа прашање, некои велат предвремени избори. Мене лично ми е чудно 9 месеци, не цели 9 месеци докато дојде на една власт која што има снажно мнозинство, да не се лажеме, не како претходното на стаклени нозе, се зборува за предвремени избори, ние навистина имаме локални во октомври. Премиерот рече па ако сакате може и да има. Видете, ние сме спремни во секој момент. ВМРО ДПМН секогаш е спремна да се надпреварува на избори. И сум убеден дека ќе имаме и подобар резултат од овој кој што го имаме во моментов. Но во исто време, дали е целисходно, ако сакате, дали е и оправдано да на секои 3 месеци некој бара избори во државава? Која е поентата да ние велиме ќе имаме 4-годишен мандат кога настапуваме на избори, а после на 3 месеци бараме нови избори и нови избори? Малце ми нема логика работата, но ние сме спремни во секој момент да одиме на избори. Мислам дека опозицијата или значаен дел од опозицијата не е, што и не е чудно. Има огромен пораз. Скоро беше сега во мај месец се случи тоа. И после таков пораз, владата нели беше избрана на крајот на јуни, после таков пораз нормално е да ви треба време да се консолидират. Така што не е чудно што најголем дел од опозицијата не сака предвремени избори. И веројатно и јас да би бил на нивно место не би сакал предвремени избори сега. Но точно е дека има и такви кои што ја отвараат оваа тема. Мислите дека тоа само проформа или тоа ме интересира бидејќи во овој момент проформа да бидам директор. Реално ВМРО е во најсилна позиција. Бараат избори, а молат Бога да не ги се прифатите. случи. Да. Но на што ние би личеле сега да ја застанеме државата? А тоа е неминовно при избори. Особено 100 дена пред избори, нели техничка влада да се формира. Да ја застанеме, уште е исти законот, ја мислам дека час поскоро треба да смени. Да ја застанеме државата, речеме добро, сега не важи ништо, почнавме ние реформи тук таму, ваму таму, ама ајде сега следни 4 месеци гледајте кампања. Мислам дека е неодговорно. И уште едно прашање
во таа смисла гледаме протести, потоа ќе имаме прашања за вас во конкретно вашето министерство. Гледаме протести, гледаме собери, понекогаш човек не е на чисто. Кога се собери, кога се протести, морам да признам, некаде луѓето изразуваат. Мислам дека е обид за манипулација. Јасно уфрлени структури, видовме што се случуваше со овие обучувачи во Црбија. Секоја реприза е полоша од оригиналот. Мислам дека на Македонија нема да и се случи реприза на 2015, 16 и 17. А мислам дека многу мина тоа го посакуваат. Но тоа нема да се случи. Различни се околностите, различно е времето, различни се луѓето, ние сме различни и нема втор пат Македонија да види исто сценарио, тоа јас ви гарантирам. Знаете зашто ја прашувам ова? Затоа што од една страна вака нормален човек ќе рече, премногу е наивно да се очекува дека ефтина злоупотреба на реална тага, жал и бес кај луѓето нема шанси да помине. Од друга страна ќе ги видите луѓето кои што се организатори излегуваат еве. Навистина се мора да кажеме, некои од овие луѓе се дури како се вика тоа роднински наследници на поранешен премиер, на поранешен министер и така натаму, и просто се викате, ама дали се сериозни? Мислам дека многу прецизна дефиниција дадовте, а тоа е дека ефтина злоупотреба се прави, која што не поминува. Инаку целокупната јавност е во шок и е револтирана. Дали неподелено е мислењето во јавноста дека јавноста жали? Да. Дали секој сака да го изрази тоа на некој начин кој што би бил јавен? Апсолутно да. Но дали во исто време јавноста се слага со одредени полуполитички структури да на најнасен начин ова го злоупотребуваат? Апсолутно не. Вие видите каква реакција имаше во јавноста кога одредени странски медиуми пробаа да злоупотреба несреќата. Македонските беа многу коректни. Зборуваме кога оде да снимаат погребот таму и тоа такви безобразија, да. И јавноста реагираше тука. И по мене оправдано. Исто реагира и сега. Едно е вие да изразувате сочувство, ако сакате и тага и гнев кон системот кој што трул донесе до ова што донесе. Друго е да очекувате дека тоа ќе донесе политичка промена и истиве вие кои што лани изгубивте најмногу во историја на вашето политичко постоење, едни, а други не мрднавте од таа бројка на гласови која што горе долу ја имате, сега да очекувате дека народот ќе се премести за 7-8 месеци. Тоа никаде во светот го нема. Но може ли да е ова подготовка, условно кажано, за еден процес кој што ќе потрае подолго време, бидејќи во тој систем на... Сега јас не можам да претпоставам што е во нивната глава, но знам дека... Но гледаме одредени знаци, начинот на кој што функционира. Дека се удира од глава. И мислам дека прават огромна грешка. Огромна грешка. Не се злоупотребуваат вакви ситуации. Не се прави тоа на овој начин. Има други начини на кои што се добиваат избори. Има други начини на кои што се прави надпревар со политичкиот опонент. Не е ова начинот и всушност се видат. Левица, ја спомнам, прилично е агресивна во целиот настап. Сега гледаме телевизиите се обидува да ги анатемисува во ред нивно право, ако е тоа некакво право. Меѓутоа кај СДСМ ме збунува нешто. Од една страна, ќе речев премиерот, нивниот лидер Венко Филипче настапи, би рекол, државнички, политички коректно, рече дајде да дадеме шанса на системот, на организацијата да профункционира, не е време за глупости. Од друга страна, некои пониски ешалони кај во оваа политичка партија прилично агресивно заговараат. Таму е проблемот што се навикнати на фотелја, што се навикнати на власт. Властна злоупотреба, некако нашава на воспоставување на систем. Тие се тие кои што се капките во чашата вода, кои што сега ја прелија чашата вода, тие се тие кои што секој од нив правил по мали криминали кои што на крај доведоа до огромна трагедија, и тие се тие кои што сакаат да се вратат. Но народ нема го дозволи тоа. Не се наивни луѓето, не треба да бидат потценети. Не случајно лани СДСМ освои 18 пратеници, а ВМРО не 58. Не е тоа случајност. И таа состојба не се менува лесно.
Верувам дека е така. Сега морам да ја прашам за работи поврзани директно со министерството кое што вие го водите. Да, околу лиценците кажавме, очигледно е таа нека немилосрдна борба со луѓето кои што се подигруваат со законите и со животите на луѓето, меѓутоа има и еден куп други работи што се прават. Сега помалку ми е дури незгодно од публиката во смисол на она што се случи, меѓутоа објективно животот продолжува, а животот бара да биде воден на разни начини. Се градат патишта кај нас, се градат прилично брзо, тоа не запира. Па ние се обидовме, колку е тоа возможно, се разбира, да темпото не застане, затоа што ветивме рокови и тие рокови треба да бидат реализирани и всушност мислам дека доколку реализираме проекти сите ќе бидат посретни и тоа е дел од градењето на системот. Јас сум задоволен од темпото кое што го имаме. Дали е тоа во изградбата на автопати, каде што зборот кој што го дадовме ќе го реализираме, а тоа е дека до почетокот на летната сезона ќе пуштиме најголем дел или околу 40 км од автопатот Охрид-Кичево, од селото Врбјани до Охрид со еден прекин кај селото Ботун. Понатако отвараме фронт за 65-6 км изградба на автопати на други делници, тоа е делницата Прилеп-Битола, понатако делницата Гостивар-Букојчани, во моментов има предквалификација за Букојчани-Кичево и деноиве треба почне со изградба и Тетово-Гостивар. Тоа е еден голем фронт. Понатака до крај на месец мај очекувам да се заврши вториот дел од експресниот пат Градско-Прилеп, делот од Дреново до Фариш, покомплицираниот дел, делот кој што поминува низ Клисура, низ река, кој што поминува, кој што има и тунели исто така, значи еден доста комплициран терен. Така што во делот на автопатите и на експресните патишта навистина еден голем фронт и работиме на проекти за следните години, не застануваме тука. Во делот на железница големи подготовки правиме за брза пруга, за брзо време ќе излеземе со одлични вести. Во делот на авиосообраќај веќе за утре во четврток слетува првиот авион од Истанбул во Охрид. По мене најдобрата вест во делот на авиосообраќајот. За многу кратко време успеавме да обезбедиме 10 авиолинии. Веќе на 2 април, тоа е среда, слетува првиот авион од Париз, Париз-Скопје директен лет и секако другите директни летови кои што ги ветивме, а во моментов преговараме за уште најмалце 10 до 12 нови дестинации, што целосно ќе промени сликата на двата аеродроми. Да не зборувам дека Охридскиот аеродром ќе види и целосна реконструкција на терминалната зграда, нешто што Скопскиот аеродром веќе го види и му се случи. Тука е секако реконструкцијата на војната болница или на болницата 8 септември, која што ја правиме со ТАФ и која што ќе значи најмодерни здравствени услуги во државата. Тука е работата на останатите сектори, дали е тоа пошта, дали е железница, транспорт, инфраструктура веќе ја споменав, дали е јавното претпријатие за стопанисување стамбени деловен простор, каде што прв пат од распадот на Југославија почнуваме да го запишуваме имотот кој што ни е раштркан по поранешните југословенски републики, да го пофалам директорот, беше во Словенија, наоѓаме станови кои што се наши собственост на Македонија, кои што досега никој не ги запишал. Неверојатно. Тоа не е мала работа, тоа се имот плюс за државата или ако се продадат средства плюс за државата. Во Хрватска исто така имаме една акција. Нешто ќе има и на обалата, во вид на помали хотели, ќе има и станови, ќе има и куќи. Имот кој што е наш и кој што досега за кој што досега никој не се грижал заради тоа што немало систем. Па истото е, тоа е немањето на систем. Тоа е немањето. Сака да кажете дека веќе 34-5 години нашиот имот негде низ поранешна Југославија е стоел. Се амортизира, пропаѓа и никој не се грижал за него. Така што во бројни сектори сме прилично активни, доста активни. И се надевам дека тие резултати ќе ги гледа народот и дека ќе доаѓаат. Како што веќе и дојдоа, јануари беше еден прекрасен месец кога во само 17 дена пуштивме 2 експресни патишта и една железничка пруга. Не е тоа мала работа, особено за држава од големина како Македонија. А во моментов работиме активно, спремаме големи проекти,
За да ја реализирате голем проект, прво ви требаат финансии. Во моментов работиме на финансирање на тие големи проекти, односно на обезбедување финансии, и за многу брзо време ќе излеземе со добри вести. Милиарди буквално се опрашање на средства кои што сакаме да ги генерираме, кои што ќе отворат перспектива за македонското градежништво и инфраструктура најмалку во следните 2 децении. Така што големи проекти имаме пред нас. Чисто да прашам, дали ова асоцирате на оно што го рече премиерот, дека очекуваме една огромна инвестиција од голема европска земја? Па сега веќе одат на 2. Ама толку можам да кажам во јавност. Не може да се открие се уште што е што? За месец и половина до 2 веќе ќе можеме со се да излеземе во јавност. Добро. Тоа значи дека вие рековте, кога ги почнавте патиштата, рековте прилично дрско тогаш некој велеа, ќе правиме што ќе правиме, но патишта ќе има. Ќе правиме што ќе правиме, но линии ќе има. Има ли пари доволно во државата? Сега, еве, велите дека се очекуваат некои инвестиции, тоа е за поздравување, но има ли доволно пари за се ова и има ли доволно работна рака на крајот на криштата? Ние се најдовме во ситуација во која што велат мора да увезуваме луѓе од Индија и од Пакистан за да некој сработи нешто. Мислам дека има 3 значајни дела во прашањето. Прво, јас не случајно тоа шеков, тоа не беше случајна изјава или неанализирана изјава, што ќе правиме, но тоа шеков автопатот Охрид Кичево ќе го завршиме. Мојата перцепција, која што мислам дека е точна, беше и се уште е дека на луѓето им е преку глава од образложение и дека сакаат резултати, баш заради тоа што 35 години само образложенија се давале. И без разлика што е во случајот во Охрид Кичево има огромни проблеми. Јас решив за тоа да не зборувам, дури не го завршиме. Дали мислам дека јавноста сака да ги чуе проблемите? Да, ама исто така мислам дека сака да ги чујат како ќе завршиме, да видат дека нешто е завршено, а после Воспротивно ќе биде оправдување, апсолутно. А после мислам дека и со многу поотворени видици ќе ги примат тие работи, ќе сакаат да знаат зошто тоа било така. Со огромни проблеми се соочуваме, сакам да му честитам на Коци Трајановски, на директорот на ЈПДП, кој што заедно со неговиот тим и со мојот тим работи многу интензивно. И навистина таму имаме главоболки на дневна основа. Ние секој ден се гледаме. Утре се гледаме пак. И ги решаваме тие проблеми и ќе ги решиме. Но на луѓето им требаат резултати. Железницата, еве да честитам на Синиша Ивановски, на Дејан Кошутич. Буквално ние ни еден воз немавме лани кога бевме избрани. А карго композиции лежеа по македонските пруги затоа што немаше локомотиви кои што можат да ги излечат до граница, дали е тоа грчка или српска граница. Но решив да не ги експлоатирам многу овие образложенија, баш за да не изгледам и јас како сите претходни дека ете сакам само да наоѓам изговори, туку решив дека треба да испорачаме и испорачуваме. Авиосообраќајот, знаете, многу е лесно се ние кажеме Turkish Airlines го промовира Охрид во цел свет, веројатно нема подобра промоција за едно место од тоа Turkish Airlines во моментов најголема светска компанија да ве промовира. Ама не се стигна лесно до таа работа. Јас знам како се стигна и јас знам што се ние требаше да направиме на нула точка да дојдеме во авиосообраќајот. Јас кога бев избран, авиосообраќајот вака одеше. Од 2 аеродроми кои што беа најконкурентни во регионот, пред 10 години ја наставив 2 аеродроми кои што пропаѓаат. Буквално пропаѓаат. Секоја година помалце патници од претходната. Сега веќе се врти работата. Дали на тоа ни се љубоморни соседите, ни се. Дали се сретни во Србија затоа што расте Скопскиот аеродром и Охридскиот, не се, тие сакаат да растат Нишкиот и Белградскиот. Дали во Албанија се сретни што растат Охридскиот пред се и Скопскиот аеродром, не се сретни, тие сакаат аеродромот Тирана да расте и да изградат уште еден во Валона, ветерна да градат, нека им ја со среќа. И во Косово не се сретни затоа што Приштина имаше голем замав, веќе се Скопје се враќа на старите патеки, а јас се надевам дека во брзо време Скопје ќе може да се мери и со Солун. И тоа ми е амбицијата. Така што големи се проектите, изгледаат можеби лесно, ќе рече некои 10 нови дестинации, ходи договори ги, ходи најде ги да ти се согласа директно од некоја голема метропола да летаат до Охрид или до Скопје. Тоа е огромен напор. Но, пак велам, решив да не се правдам, да не изгледам дека јас барам изговори, туку да работам, а сум свесен дека
кога ќе се намножат резултати, јавноста ќе е веќе спремна да ги слуша и проблемите, и тоа ќе раскажам со што сме се соочиле во изминатиот период додека не сме ги реализирале проектите. Уште две прашања имам, кратки, морам да ве прашам. Пратениците замина на мини одмор поради трагедијата. Мини одмор, велам ги откажа активностите за оваа работна седмица, мислам дека 10 дена ќе фати. Веднаш следуваше канонада една од лутина кај луѓето, како сега им текна да... Иете, јас бев долго време пратеник. Мислам дека, и не сакам ова да изгледа, сега се вратаме претходното прашање како оправдување, но мислам дека најпогрешната перцепција во Македонија е за работата на собранието. Во кој смисол? Мислам дека реалноста скоро и да не соодветствува на перцепцијата која што постои за работата на собранието, без разлика кој имал најмногу пратеници во конкретниот парламентарен состав, кој бил власт, кој бил опозиција. Бројни причини се за тоа, сега ако земам да ги анализирам, цела емисија ќе отиде. Читање законски одредби... Но мислам дека перцепцијата е погрешна. И таа перцепција само се надополнува. Може би треба да избере собранието и пратениците друг пристап кон јавноста. Никаде во македонскиот устав, но и никаде во светот, ајде ако сакате во Европа, во подемократските држави, собранијата или парламентите не работат секој ден. Не е тоа смислата. Тоа не случајно се вика собранија, значи тоа значи собир. Тоа значи дека оние кои што ги бира народот во одреден дел од неделата или од годината се собираат да донесат одредени одлуки. Да донесат одредени одлуки и после тоа се враќаат во местата од кои што се избрани за таму да работат со граѓаните. Верувате, нема потешка функција од пратеник на власт. Тој е првиот кој што е на удар, а нема никакви ингеренции. Што може пратеник да направи за било кој граѓанин од било кој место, освен да ми се јави мене или на друг министер или на друг функционер во владата и да замоли за нешто што го бараат граѓаните од него, а граѓаните нив ги гледаат. Така што и ова кое што сега го гледаме, мислам дека е дел од погрешната перцепција, која што најчесто пратениците за пратеници ја создаваат. Ова денеска е од пратеници. Дел пратеници кои што се согласиле на ваква активност на собранието се велат, собранието не работи, конкретно од левица во моментов. Па треба сите да се запрашаме дали ќе беше попаметно или понепаметно да во овие 2 недели има собранински дебати и одредени таму ја подгреваат атмосферата и не дај Боже уште нешто да ни се случеше, или етнички тензии да се случи, или немири да се случи, освен ако тоа не го посакуваат. Но некојаш е добро да смирите одредени состојби, да ги угасните одредени работи за да можете да дојдете напред. Мене ако ме прашате, мислам дека одлуката е правилна. Не и требаат на македонската јавност сега долевање масло на огнот. Не и требаат жестоки собранински дебати кои што луѓето ќе доживуваат емотивно. Ама, за жал, перцепцијата е таа која што е. Да. И уште едно прашање. Парламентарни избори, очигледно, не очигледно, веројатно нема да ги има, иако стои можноста, меѓутоа локалните се загарантирани во октомври. Вие не сте само министер и вице-премиер, вие имате и висока функција во партијата. Претпоставувам дека повеќе или помалку знаете каква е ситуацијата. Мојот впечаток е, можеби грешам, дека поголемо прашање и предизвик ќе биде кој на која позиција ќе се најде во ВМРО и тие внатрешни борби во ВМРО за градоначалници, отколку судирот со градоначалнички кандидати од другите партии. Мислам дека за нас сега има поволен ветер, вака да се изразам малце фигуративно. Мислам дека имаме огромна поддршка во јавноста. Не сакам да прогнозирам, но сум убеден дека ќе имаме можеби и најдобар резултат виден било која на локални избори. Јас, како што кажавте, сум подпредседател на партијата и секој ден денот го поминувам во ВМРО ДПМН, секој ден одам во партиските простории, во централата или низ општинските комитети. Буквално секој ден. И добра е енергијата и атмосферата во партијата. Голема поддршка имам од граѓаните, зашто сум неизмерно благодарен и тоа ќе се материализира на локални избори. Александар Николски, вице-премиер, министер за транспорт, ви благодарам за гостувањето. Благодарам, беше задоволство и поздрав на сите што не гледа.
Да, почитувани гледачи, тоа беше се за вечерва. Верувам дека сте задоволни да одговорите на вице-премиерот. Утре во 15 часот можете да го погледнете репризното издание. Јас ќе ви закажам утре вечер во 22:30 нова седба со мене и со нови гости. До тогаш пријатно.